Уште една актуелна тема најавуваме со колегата Петар Печков, кој е на второто линковско вклучување веќе подготвен. Зборувавме за аерозагадувањето, Петар, палењето на отпадот во голема мера придонесува и за зголемено ниво на PM10 и 2,5 честички во воздухот. За да не се пали отпадот, треба редовно и да се собира. Токму тоа е целта на акцијашите во сите оние акции изминатиот период кои што ги извршуваа, па ме интересира каков вид на отпад се собира и колкави количини, каде истиот завршува? Да, повторно добро утро, втор пат за тебе, за гледачите на утринската програма. Прашањето ќе го поставам до председателот на Сдруженијето на граѓани акцијаши ветерани, Горан Петков. Најнапред добро утро, добро дојдовте. Добро утро и на вас. Прашањето кое што следи е, вие изминатиот период бевте на неколку акции, каде што покажавте вашиот волонтеризам, работевте на спомен костурницата и на спомен куќите во Горно Врановци, два историски објекти. Каков отпад таму собравте и каде тој завршува? Што се случува со него? Дали може би се пали и влие на здравата животна околина? Вака, нашето Сдружение акцијаши ветеран Велес низ целата година прави акции, така да и во Врановци од 15 до 17 ноември направивме една голема акција со гости од други градови од Македонија. Акцијата ја направивме на 3 траси. Едната траса беше од село Лисиче кон патниот правец до село Горно Јаболчиште, каде што се збираше комунален отпад. А втората траса беше во дворовите и околината на спомен куќите во Горно Врановци, каде што се збираше органски отпад, и во дворот на изведничкиот центар Димитар Влахов од Велес, каде што се собираше исто така органски отпад. Да поменам дека и во дворот насадивме 30 трендафили. Отпадот беше собран во најлонски вреќи, каде што потоа јавното комунално предпријатие Топалка од општина Чашка дојде си го собра и го однесе на нивно одредено место. А со отпадот на спомен костурницата, кој што е близко до нас, дале и таму каков отпад собравте? И таму собравме органски отпад, исто така беа собран беше во најлонски вреќи и благодарение на комуналното предпријатие Дервен беше собран од нивна страна. Зошто се решивте за овие два историски објекти, кои што се од највисока врвна категорија во културата ОДА, кои што се под надлежност на Народниот музеј во Велес, да таму да чистите околината на спомен костурницата и спомен куќите во Врановци? Зошто беше тој избор? Па имаме соработка со Народниот музеј од Велес. Костурницата како еден најголем споменик во нашиот град, ја гледавме како доста запуштена и Сдруженијето акцијаш ветеран од Велес реши да помогне на Народниот музеј да ја исчистиме костурницата за да ја направиме достапна до граѓаните на Велес и луѓето што доаѓаат од страна. Работеа ваши пријатели, колеги, какви се релациите, зошто траеше оваа 2 дена, од каде се имавте гости, кој што учествуваше во ова расчистување? Акцијата што ја направивме во Горно Врановци, а имавме смештај во Голозинци, изведничкиот центар, ја направивме исто така што беа доста запуштени куќите и на иницијатива на нашето Сдружение во соработка со Народниот музеј и директорот решивме да ја направиме таа акција, да ги расчистиме куќите, спомен куќите во Врановци. Гости имавме од Скопје, Штип, Куманово, Битола, Гостивар. Таа не беше само работна акција, туку беше на некој начин и едукативна акција, затоа што 90% од гостите кои што беа од другите градови не биле никогаш досега во спомен куќите, така да направивме една акција ради чистење на куќите и да ги посетат куќите. Добро, останува сега некоја следна акција, повторно да речистувате нешто во Велес. Повикани сте или се организирате сами? Па сами се организираме, имаме на нашата агенда каде треба да работиме, што да работиме, план и програми имаме. Прошлата недела, пред 2 дена бевме на пошумување над езеро, на местото речено Бачило, така да насадивме
многу дрвчат, па ќе видиме дали ќе се фатат и на тој начин да обезбедиме, што се вика, бели дробови на градот. Да. Горан, јас ви благодарам за ова гостоње, ве посакувам успешна работа, до некое следно ведување останува да ви посакам и добри нови зафати во интерес на граѓаните и што помалку вакви акции на расчистување на смет, а повеќе на засадување на нови садници. Ви благодарам на поканата. Да, тоа беше Горан Петков, председател на Сдруженијето на граѓани и акцијаши ветерани од Велес, кој што изминатиот период учествува во расчистување на околината на спомен костурницата и на спомен куќите во град Врановци. Аз морам да кажам дека тие се во одлична кондиција и куќите и спомен костурницата, ова што се однесува дека чистеа, значи на околината, не тоа дека нивните овие објекти се во лоша состојба. Христина? Благодариме, Петар, и посакуваме и ние да има помалку вакви акции, но имајќи предвид каква ни е екосвеста, добро е што ги имаме акцијашите да ни помогнат кога ни е неопходно.